На дневен ред во собранието, претениците во моментов расправаат за разрешување на министрите кои беа опфатени со реконструкцијата, а потоа и за именување на новите министри. Одиме во живо во законодавниот дом. Колешката Ивана Соколович најдова ја следи собраниската седница. Ивана, како тече расправата? Така, Деспина, пред малку започна расправата по реконструкцијата на владиниот кабинет, кој што го предложи премиерот Христијан Мицкоски. Пред пратениците на дневен ред се 3 точки: разрешување на 8 министри, разрешување на 2 заменици, но именување на 8 нови министри. Расправата почна со образложувањето на Мицкоски зошто бара разрешување на министрите, во кој што тој порача дека сите овие кадри биле честни, достоинствено вршеле својата работа, велики дека е задоволен од тоа што досега било сработено со оглед на тоа што затекнале институции кои што биле целосно нефункционални. Вели дека целта на оваа влада да прави преиспитување уште од стартот на преземањето на власта, токму и тоа го прават сега. Велики дека после 2 години се преиспитува се она што било направено и какви резултати биле постигнати. Вели дека ова не е влада на комфорт, туку на испорачување на резултати, затоа треба да се гради и да се стекнува довербата на граѓаните. Им се заблагодари, како што кажав, на сите кадри кои што денеска ќе бидат разрешени, велејќи дека постигнатото може веќе да се види. Да видиме делот на неговото обраќање во парламентот. Секој човек кој честно, професионално и со чувство на одговорност ја извршува својата должност, заслужува почит. Денес не се збогуваме со луѓе кои не работеле, напротив. Денес им оддавам признание на луѓе кои во различни околности, во различни ресори, со различни предизвици дадоа свој придонес во реализација на програмата за која граѓаните ни ја дадоа довербата. И вие од опозицијата претпоставувам дека ќе зборувате со флоскули, конструкции, невистини, полувистини, а јас со конкретни бројки и резултати. Така е, Мицкоски се обрати на опозицијата, велејќи дека денеска ќе чуе полувистини од нивна страна, обвинувајќи за она што досега го работеле овие министри, но за новите кои што треба да бидат именувани, но доби критики од опозицијата. Најпрво левица реагираше зошто на дневниот ред нема именување на заменици министри кои што треба да бидат разрешени, велејќи дека очигледно дека пазарот за овие позиции помеѓу власта се уште не е завршен. Се осврна на повеќе министри кои што ги предводеа ресорите кои што денеска се менуваат, велејќи дека зад себе не оставиле никакви резултати. Вакви критики стигна и од СДСМ, велејќи дека се менуваат кадри, но ништо ново нема да се види во овој владин сустав. Дури пак велат дека кадрите на ВЛЕН кои што се менуваат и оние кои што заменуваат нема да прават никаква разлика, велејќи дека не направиле ништо во полза на албанците. Така слушнеме нивните ставови на стартот на оваа седница. Оваа реконструкција е де факто подготовка на ВМРО-ДПМН за предвремени избори. Се постава прашањето зошто воопшто треба да имаме предвремени избори, затоа што владата е близко до двотретинско мнозинство, одамна не сме имале ваква стабилна влада. Скоро читаме во јавноста дека владата се појачи со еден пратеник плюс, тоа е пратеникот од Демократската партија на турците во Македонија, значи две уедно имаат еден глас плюс и за Бадентер. Но јас мислам дека главната причина зашто ние де факто ќе имаме избори и сите зборуваат ќе имаме избори во пролет наредната година, а тоа е дека очекувате во третата година од вашето владење, тоа е 2027, дека очекувањата на македонскиот народ за резултати драстично ќе пораснат. Значи првите 2 години од едно владење, не дека сега во моментов нема разочарување од ВМРО-ДПМН, од политиките, секој дека има, тоа се види и на последните локални избори, иако ВМРО-ДПМН победи, сепак изгуби огромен корпус на гласови, сепак првите 2 години од владењето на централната власт обично се земаат инстинктивно некако како подготвителни години, додека во третата и четвртата година веќе се бараат резултати. Билал Касами и Изет Меджити сега де јуре ќе бидат подредени на Стојлковиќ. Ова е политичка иронија.
Оние што тврдеа дека ќе ги штитат интересите на албанците, денес се ставаат под политички надзор на министер кој не успеа да ја штити ниту институцијата задолжена за спроведување на Охридскиот рамковен договор. Подеднакво проблематичен е и предлогот за Министерството за правда. Предложеното лице е познато по својата блискост со Каракамишева и по тоа што беше меѓу најгласните академски поддржувачи на најскандалозниот закон на ова влада, така наречен Закон за правична и соодветна застапеност. Закон без етнички квоти, без механизми за спроведување и без санкции за институциите што дискриминираат. Така, ова беа дел од забелешките и критиките упатени од опозицијата кон власта. Да споменам кој се денеска ќе биде разрешен според предлогот кој што го остави Мицкоски во собрание. Игор Филков заминува од позицијата министер за правда. Иван Стојковиќ го напушта министерското место во Министерството за односи меѓу заедниците, но се сели во локална самоуправа. Цветан Трипуновски заминува од земјоделие, на негово место треба да дојде Борчес Фимовски како кадар на знам. Азир Алиу заминува од здравство, но ќе го наследи сегашниот директор на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски. Фатмир Лимани заминува од ресорот социјала, на негово место доаѓа актуелниот заменик министер Ѓоко Велковски. Перински од локална самоуправа го отстапува местото на Стојковиќ, а тој се сели во Фондот за здравствено осигурување. Од култура заминува Зоран Љутков, а на негово место треба да биде именуван до сегашниот актуелен заменик Седата Сулејмани, како и ќе биде разрешен Шабан Салију како министер без ресор, а ќе биде именуван на негово место или треба да се гласа по негово именување Ерџан Демир како министер без ресор. Ова се трите точки на кои што претениците ја почнуваат оваа дебата за реконструкција на владиниот кабинет. Сите ставови и забелешки од текот на денешната седница ги пренесуваме во вестите во 16 часот. Да, Иване, јас ти благодарам за овие информации. Секако стануваш да ја проследиш денешната собраниска седница, многу повеќе пренесувам и во следното информативно.